Во чест на 505 години постоење и 80 години од ослободувањето на Куманово, продолжуваме по патеката за остварување на нови достигнувања во блиска иднина. Клучот се крие во изградените добри односи со бројни високи државни и странски делегации, преку спроведена одлична соработка и взаемна поддршка, која носи проектни активности на задоволство на граѓаните. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски оствари протоколарни средби со амбасадори на Република Хрватска, Ниве Стигањ, Република Словенија, Грегор Прескер и заменик амбасадор Татјана Ковачич, Словачка Република, Хенрих Маркуш, Република Унгарија, Андраш Клейн, Република Полска, Кшиштоф Гжелчик, Соединети Американски држави, Анджел Агелер, на Австрија, Мартин Памер, Сојузна Република Германија, Петра Дрекслер, Руската Федерација, Сергеј Александрович Базникин и новоназначениот амбасадор на Франција, Кристоф Ле Риголер, како и делегација на пратеници во парламентарното собрание на франкофонијата, со делегација на Европската Унија, предводена од Еди Грејв, регионален советник за безбедност и антитероризам. Во придружба на секретарот на општина Куманово, Александар Гелевски, председателката на Совет Ивана Ѓорѓиевска и членови на Советот, Димитриевски оствари средба и со Ивица Дачич, подпредседател на владата и министер за внатрешни работи во Република Србија, и Невена Јовановиќ, амбасадор на Република Србија. Градоначалникот имаше средба со наградените шахисти од градскиот шаховски клуб Куманово, спортисти од карате клубот Башкими 2002 и футсал шампионите на Македонија, Кумановскиот клуб Форца, со дел од раководството на машкиот кошаркарски клуб Куманово и представници на управата на машкиот ракометен клуб Куманово. Градоначалникот на општината присуствуваше и на форумската дебата на тема државните стратегии и предизвиците за одржлив развој на општините на Хајделберг факултетот во Скопје, меѓународен симпозиум на тема улогата на спортот во создавањето на здрав животен стил со Реджеп Реджеповски и Бранимир Јовановски, на панел дискусија на теми поврзани со младински активизам и стратегија за млади во организација на ЦИД, оствари средба со представници на Сдружение за хумано домување Хабитат Македонија за сигурноста на домот и потикнување на локален урбан развој. Со секретарот на општината, председателката и членовите на Советот, раководители на сектори и оделенија во општината, Димитриевски присуствуваше на првата тркалезна маса за размена на идеи со локалните лидери во рамки на проектот за јакнување на отпорноста на корупција на општините во Северна Македонија. На јавна дискусија во рамки на кампањата "Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација" со министрите за јавна администрација и локална самоуправа Горан Минчев и Златко Перински. На свечено отварање на реновираниот објект на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива, проект финансиски поддржан преку програмата за развој на социјална заштита на општината, на првата форумска сесија во рамки на проектот "Справување со загадување на воздухот" на UNDP, финансиран од Шведска во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и општина Куманово, како и на панел дискусија на која беа презентирани резултати од истражувањето на извори на загадување на воздухот во Куманово, Гостивар, Кавадарци, Струмица и Струга. Издржан план во секој сегмент е сериозен чекор по кој се водиме. Бројни општествени проекти по предвидена и усвоена работна програма ги задоволија потребите на нашите сограѓани од градска и рурална средина. Во завршна фаза е целосна реконструкција на спортската сала, согласно ФИБА стандардите, по нанесување на епоксиден материјал на подот на спортското борилиште и на подови на трибините, поставен е нов еластичен под на борилиштето, спроведено е машинско чистење на подот во салата и местење на паркет. Поставена е нова фасада, тоалети, ПВЦ врати и прозорци, ново осветлување, современо озвучување, а поставен и централниот семафор во спортската сала. Со реконструкција на плоштадот Маршал Тито, истиот добива современ лик со комплетна замена на постоечките подни елементи, поставување на нови канделабри, клупи и корпи за отпадоци. Во Соколанскиот парк, кој целосно се реконструираше, поставени се пешачки патеки со камен тепих, нова урбана опрема, а пуштена и во функција новата фонтана.
Реконструирано е игралиштето за кошарка во овој спортски комплекс со нова асфалтна и тартан подлога, ограда, кошеви и опрема, партерно се уредува комплексот. Се работи на реконструкција на внатрешноста на објектот Соколана. Стариот и најголем градски парк во Куманово добива современ лик со нова трим-тартан патека и велосипедска патека, реконструирано спортско игралиште, нова урбана опрема и паркинг за возила. Се реконструираат поранешните простории на Државен архив во склоп на Занечискиот дом. Асфалтирани се улиците Ацо Борозански, Младен Стојановиќ, Перо Илиевски, Димитар Влахов, Драги Шутевски, Петар Драпшин, Егејска Македонија, Дело Драгојло Диндиќ, Кракот Железничка, Веселин Маслеша, Козијачка во населба Вера Которка, Крациот Белановска во Доброшане, улици во селата Черкези и Лопате, 208 во населба Карпош и 607 во Проевце. Реконструирани се улиците Драгојло Дудиќ, Рушиć Шаќири, улица 300 во населбата Ајдучка Чешма, улиците 601, 607 и 610 во село Проевце. Целосна реконструкција со нов слој на асфалт на трасата од Моска и Куманово СПА до влез на село Проевце. Реконструкција со машинско гребење на асфалт на Димитар Влахов, како и на тротоари на Тонко Димков. Извршено е бекатонирање на крак од улиците Железничка, Индустријска и Јоско Илиевски, на простор пред зградите на Тоде Думба во населба Гоце Делчев, на тротоар на Тонко Димков, во населбата Перочичо поставен е бекатон на 17-та бригада, на крак 517 од улицата Ѓуро Пуцар Стари, 706 и 710 во населба Иго Тричковиќ на сите краци од улиците 403, 405, 411, 12, 13, 16, 26, крак 2 од улица 423 во населба Јане Сандански, на двата крака од улиците 1 и 8 и улицата 313 во населбата Ајдучка Чешма. Тампониран е патот во селата Скачковце, Агино село и Довезенце, со греван асфалт на патот Пчиња до Вакъв и на улици во село Тромеѓа. Во тек е изградба на некатегоризиран локален пат Новоселјане Космата Смургаш со финансиски средства од Светската банка, а во координација на Министерството за транспорт и врски и општината. Се работи на санација на локален пат кон село Зубовце со подршка на општината која обезбеди градежни машини и камиони. Изградена е фекална канализација во село Горно Којнаре. Активно се работи на обезбедување услови за подобрување на квалитетот на наставата во општинските основни и средни училишта со цел континуитет во воспитно-образовниот процес. Во општинското основно училиште Христијан Карпош во завршна фаза е поставување на енергетско ефикасна фасада во рамки на проектот изградба и опремување на 145 спортски сали и реконструкција на средни и основни училишта во Македонија, финансиран од Министерството за образование и наука, а поддржан од општина Куманово. Во тек е и реконструкција на подрумските простории. Завршена е целосна санација на подрачното училиште во село Пчиња, општинско основно училиште Браќа Миладиновци, финансиски поддржано од општина Куманово. УНОПС и општината отпочна и со гасификација на реонските паралелки во Соколана. Во тек е реконструкција на фасада на училишен објект на општинското основно училиште Толис Ордумис, а во завршна фаза е изградба на нова пристапна рампа за лица со попреченост. Се работи на санација, опремување на училишна спортска сала преку инвеститорот Министерство за образование и наука, со поддршка на општината, како и на санација од навлегувања на атмосферски води. Со финансиски средства на општина Куманово во македонски паралелки на средно општинско училиште Перо Наков реновирани се 10 тоалети за ученици, а во 14 училници извршена е замена на водоводна мрежа. Во албанските паралелки се реновирани 2 кабинети. Во тек е целосна реконструкција на подрачното училиште во Агино село, општинско основно училиште Кирил и Методиј село Романовце, во реализација на МОН и соработка со општината.
Во рамки на проектот ЕУ за чист воздух, финансиран од Европската Унија, а во реализација на УНОПС и Министерството за животна средина, во Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони и ученички дом професор Мијалковиќ се спроведува гасификација на објектите, а во средното училиште се работи и во делот со работилници, кабинети и спортската сала. Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев се приклучи на програмата Глобе од областа на екологијата преку Министерството за животна средина, поддржана од НАСА. Училиштето ќе биде ставено на мапата на светот, разменувајќи искуства и практики од оваа област на интернационално ниво. Започна изградбата на нов училишен објект на средното општинско училиште гимназија Сами Фрашери во реализација на МОН со поддршка на општина Куманово. Трката на мир, како најдолга штафетна трка за мир на човештвото, со цел да создаде добра волја меѓу луѓето без разлика на различностите, во Куманово ја пречекаа градоначалникот и ученици од општински училишта, заедно со интернационалниот тим на Сдружение за миротворни цели Шри Чин Мој, Единство, Дом трка за мир, Скопје. Куманово е прва и единствена општина во државата која воведе целосно бесплатен јавен превоз за сите граѓани, со цел да се обезбедат заштеди во семејниот буџет. Согласно возниот ред, сите линии се во функција. Со Советот на општина Куманово раководи Ивана Ѓорѓиевска, во него членуваат 33 советници од 13 политички партии и едно здружение како Глас на народот, борејќи се за интересите на граѓаните. Оваа година успешно се одржаа 12 редовни и една вонредна седница, на кои се донесоа значајни одлуки, како достапни решенија во остварување на потребите на граѓаните. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска присуствуваше на социјален диалог, дел од кампањата Учи паметно, работи стручно, на пригодна свеченост по повод 25 години од формирањето на СИБРИК. Со секретарот Гелевски и раководителот Крстевски присуствуваа на свечен прием по повод државниот празник на Русија, на свечена манифестација во Збратимено Врање, на пригодна свеченост по повод денот на командата за операции. Ѓорѓиевска се сретна и со представници од Центарот за интеркултурен диалог во врска со проектот Младински активизам во мултиетнички заедници. Присуствуваше и на примопредавање на инсталации на соларни светла, согласно со поставување на 138 улични светла со соларно напојување на повеќе локации во неколку населени места во Куманово, во соработка со Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико и општината. Членови на Советот на општина Куманово присуствуваа и на денот на збратимената општина Никшиќ во Црнагора, на свечена академија во Нови Сад по повод празникот на градот. Беа во посета на збратимениот град Биељина, Република Српска, по повод традиционалната градска манифестација Пантелински дани. Општинските јавни предпријатија ги усовршуваат примарните активности преку достапни современи услуги со општа цел за добробит на граѓаните. Јавното предпријатие Чистота и зеленило секојдневно одржува 253 510 метри квадратни тревници, 104.070 метри квадратни подсвеќе, 30.161 метар квадратен патеки, 14.219 украсни грмушки и перени. Реализирано е фарбање на пешачки премини, лежечки полицајци и знаци на коловозни ленти, исцртување полни и испрекинати линии на коловози, означување на автобуски станици. Оваа година изнесени си и 696 метри кубни отпад од диви депонии на повеќе локации во градов и околината. Општина Куманово, јавното предпријатие Чистота и зеленило, во соработка со Men and Mountain и невладината организација Сон од Гент Белгија, спроведоа еколошка акција за чистење на речното корито на Кумановка и зелените површини на паркот за рекреација на градскиот кеј, каде што се поставени 16 нови канти за отпад. Јавното предпријатие Куманово газ ја прошири дистрибутивната гасоводна мрежа на улиците Вараждинска и Горно Милановачка во должина од 345 метри, Видое Смилевски Бато 150 метри, Авној 90 метри. Поставени се и приклучоци на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони и јавна установа Општински ученички дом професор Мијалковиќ.
Во рамки на проектот оформување на функционални средини во областа на животна средина и рурален развој од програмата за регионален развој со индикативно планирани средства за 2023 година, набавена е повеќе наменска градежна машина багер за ископ за јавното предпријатие Водовод и цистерна за чистење на канализациона мрежа преку ЕУ проект за јакнување на прекуграничните односи меѓу Македонија и Србија во партнерство со Водовод Врање. Куманово план изготви инвентаризација на изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура на земјиште и зеленило во рамки на планскиот опфат на генералниот урбанистички план на Куманово. Основни проекти за изградба на дел од Октомвриска револуција и јавној со 4 краци, реконструкција на Мошап Јаде. Основни проекти за реконструкција на кровен покривач и фасада на општинската зграда. Годинава Општина Куманово во соработка со јавната установа Општински ученички дом професор Мијалковиќ ја воведе мерката остварување на право на народна кујна за ранливи категории на граѓани, чиј број издесува околу 200 корисници. Редиме проектни успеси преку искористување на суштински мерки и услуги за зајакнување на општата состојба на граѓаните за пристоен живот. Продолжува да функционира и советувалиштето за жртви на родово базирано и семејно насилство преку проектот Комфорт зона за жени во рамки на програма финансирана од Европската Унија, а спроведена од UNDP и Општина Куманово. Според програмата за развој на социјална заштита, градоначалникот Димитриевски и раководителот Александар Крстевски доделија договори за финансиска поддршка на 5 здруженија кои вршат работи од социјална заштита. Продолжуваме со развој во индустриската зона Новина и Речици, со нова инвестиција за развој на стопанството во Куманово, големиот логистички и дистрибутивен центар на германската компанија Lidl, со планирани повеќе од 150 вработувања. Во рамки на проектот Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2, финансирана од Европската Унија, а во реализација на UNDP, со цел јакнење на граѓанското општество за активно учество во процесот на донесување одлуки, Општина Куманово ги спроведе проектите уредување, промоција и заштита на Бистимска клисура, преку кој се обезбедени реквизити за движење по хајкинг стази, маркирани 2 нови патеки, како и дигитализирање на културното наследство во клисурата. Преку проектот Планинарска инфраструктура, основа за туризам и здрави навики, уредени се 30 км планинарски патеки со услови за адреналински туризам. Куманово е надалеку познато по традиционалните манифестации, кои се олицетворение на културната традиција и ризница, манифестирана преку богата програма за сите генерации, со шаренолика палета на концерти, фестивали, промоции, свечени одбележувања, мюзикли, ликовни колонии и изложби. Со спортски талент, умешност и ангажман, бројни спортисти во колективни и индивидуални спортски дисциплини од локалните клубови и општинските училишта, кои успешно се надпреваруваат во своите категории во екипни, поединечни и државни првенства, во лига систем на надпревари или куп надпревари, како и на меѓународно ниво. На Куманово му донесоа признание и награди, достоинствено креирајќи ја историската спортска приказна. Под исто небо, со заеднички идеи, напори и засилен интензитет во унапредување на заштита на правата и обврските на граѓаните, како наша должност и обврска, преку спроведување на модерни системски решенија. За заедничка иднина. Среќен празник, градо мој!